Ау, човекот е изгубен. Човекот е тотално изгубен до даска. Човекот, не, очигледно човекот има Алцхаймер, се изгуби на трибини, луѓе, еј. Високи се нашите момци, стројни, јаки, после Самарџински, Антич и Гечевски, следен по висина кај нас е селекторот Пипан, па Стојко шоферот. О, каква грамада е тоа, само да знаете. Одличен кросовер на Мекеле, пас за Војдан, Антич е на пост позиција, пик ен рол игра, обид за бекдор, пик ен поп, rolling, Антич, driving to the hoop and bang, those are some badass plays, motherfucker! Да, многу усти се затворија во нашата ценета земја, многу усти се гладни во Етиопија, како и да е, grazie signore, io voglio un caffè con un po' zucchero, sì, non è problema, grazie mille. Антич, има мека рака, тоа момче су му ја фатил многу пати, мазна како свила, баш ме интересира што користи. Игорче, со кој автобус да стигна до Водњанска? Тројка! А еве го и преполниот плоштад. Таму не гледаат благодарение на електричарот од владата и техничкиот супервизор од Сикел. Поздрав до вас, стотици илјади на плоштадот. Бодрете ја Македонија, поздрав. Поздрав и до тато и мама. Вашиот син успеа, дечки, бодрете го. Поздрав и до Ѓоре, механичарот. Одлична работа заврши на мојата хауба, момче. Мекеле! Зошто не се вртиме? Мене ми се моча, но секако вие тоа не го гледате. Ранетиот лав докажано е најгневен. Имаше истражување од National Geographic, вистина, да. Имаме негатива од 6 поени предност. Вие тоа не го гледате, но еден пар води љубов на трибините. Влези од бекдор, момче. Доаѓа неговиот другар, ќе прават пик ен рол. Тројка! Бројте ги чекорите на кошаркарот на Литванија. 1, 2, 3, фала, пријатно. Вие тоа не го гледате, но овде почнав да се понашам како црнкиња од филмовите. Ова е срамота за европското првенство, срамота за Европа како континент, срамота е за сите масони што не пуштаат да влеземе во НАТО. Ова е срамота секој црногорец и литванец што ќе се радува на овие победи, треба да го срам да му е. Сега нашите навивачи апсолутно со право одекнува. Чуете и сам. Фиба мафија. Па не е ова нормално. Ако ова не беше фаул, тогаш како Чековски шутираше со десната рака преку левото рамо, меѓу нозете, околу главата и со два прста. Пик ен рол? Кој ти даде дозвола, бе, пик ен рол? Вие тоа не го гледате, што туку удри бокс на Кинес. Заврши овој надпревар. Океј, Македонија вечна да живее нацијата, италијанскиот судија е педер, на јужниот сосед да му се качам на двосед. Одам јас во микс зоната да си направам интервјуа, па после негде на Лесковачка, вие гледајте рекламата со доктор Оз. Него мојот вечен непријател Ламоника, Лесковачката ќе почека мамата твоја.